Почитувани ученици, добро дојдовте во нашата и ваша училница. Јас сум Маја Буклеска, оделенски наставник во Општинското основно училиште Димитар Македонски во Скопје. На овој час и со помош на ова видео ќе учиме за страните, темињата и правите агли кај 2D формите. Она што се очекува од вас да го знаете на крајот од часот е да ги препознавате, опишувате и цртате 2D формите, вклучувајќи петаголници, шестаголници, осумаголници и полукруг. Да разликувате 2D форми според бројот на страните, темињата и правите агли. Како и секој час, така и на овој ќе повториме што сме учеле на минатите часови. Знам дека сите знаете и ги препознавате и ги именувате 2D формите. Па да почнеме. Триаголник, правоаголник, квадрат, круг, полукруг. Петаголник, шестаголник, осумаголник, ромб, елипса. Зошто петаголникот велиме дека е петаголник? Петаголникот го викаме петаголник затоа што има 5 страни, 5 темиња и 5 агли. А што се тоа страни, темиња и агли, ќе видиме во следните неколку минути. Оваа 2D форма е составена од 3 прави линии. Тие прави линии кај 2D формите ги викаме страни. Па така триаголникот има 1, 2, 3 страни. Местото, точката, каде што две соседни страни се спојуваат или се сечат, се вика теме. Па така, триаголникот има 1, 2, 3 темиња. Триаголникот има и 1, 2, 3 агли. Да повториме. 3 страни, 3 темиња, 3 агли. Оваа 2D форма се вика триаголник. Квадрат. Квадратот има 1, 2, 3, 4 страни. Точката, местото, каде што се спојуваат две соседни страни, се вика теме. Па да изброиме колку темиња има квадратот. Ајде заедно. 1, 2, 3, 4 темиња. Квадратот има и 1, 2, 3, 4 агли. Аглите кај квадратот се прави. Што се тоа прави агли? Ќе видиме понатаму. Што е важно да знаеме за квадратот? За квадратот е важно да знаеме дека сите 4 страни на квадратот се еднакви. Да заклучиме. 4 страни, 4 темиња, 4 агли, оваа 2D форма се вика 4 аголник. Правоаголник. Да ги изброиме заедно страните на правоаголникот. 1, 2, 3, 4. Да ги изброиме и темињата. 1 теме, 2, 3, 4. Да ги изброиме заедно и правите агли кај правоаголникот. 1, 2, 3, 4. Што е важно да знаеме за правоаголникот? За правоаголникот е важно да знаеме дека правоаголникот има две спротивни страни кои што се еднакви. Две спротивни страни кои што се еднакви. Односно, правоаголникот има два пара спротивни страни кои што се еднакви. Ова ќе треба и ќе ни биде од помош да го знаеме понатаму кога ќе решаваме задачи со периметар и
плоштина. Да повториме. 4 страни, 4 темиња, 4 агли. Оваа 2D форма се вика четириаголник или правоаголник. Сигурна сум дека веќе претпоставувате како се вика оваа 2D форма според бројот на страните, аглите и темињата што ги има. Па да броиме заедно. Стрелките ни ги покажуваат страните на 2D формата. Да почнеме. 1, 2, 3, 4, 5, 6 страни. Така е. Местото каде што се спојуваат две соседни страни е теме. Да изброиме колку темиња има оваа 2D форма. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сигурно претпоставувате колку агли има оваа 2D форма. Да ги изброиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Така е. Да заклучиме. 6 страни, 6 темиња, 6 агли, станува збор за шестаголник. Значи, оваа 2D форма, која што има 6 страни, 6 темиња, 6 агли, се вика шестаголник. Што мислите? Како се вика 2D формата која што има 8 страни, 8 темиња и 8 агли? Размислете. Да, тоа е осумаголник. Стигнавме и до кругот. Што треба да знаеме за кругот? Кругот е 2D форма која нема ниту страни, ниту темиња. Од она што треба да го запомните што го зборевме досега е дека правите линии од кои е составена 2D формата се нарекуваат страни. Точките во кои се сечат две соседни страни се нарекуваат темиња, односно една точка, едно теме. Свртување под прав агол е свртување за четвртина од кругот. Еден прав агол има 90 степени. На сликата имаме еден часовник, каде што малата стрелка ни го покажува бројот 3, а големата стрелка ни го покажува бројот 12. Но она што нас ни е важно да го забележиме е поставеноста на стрелките на часовникот. Тие се поставени под прав агол. Па да објасниме. Кога учевме за дропки, најчесто цртавме кругови кои што ги делевме на два еднакви дела, меѓу кои спаѓаше и часовникот. Па така, 1/4 од кругот беше токму овој дел овде. Овој дел овде го покажува правиот агол. Па така, кога малата стрелка е свртана кон бројот 3, таа направила четвртина свртување. А знаеме дека четвртина свртување е прав агол. Например, на часот по физичко и здравствено образование, кога наставникот или наставничката ќе ви рече да се наредите во редица, и пред да започнете да одите и да трчате и да ги изведувате вежбите за обликување и загревање на телото, се свртувате надесно, значи правите четвртина свртување и почнувате да одите или да трчате. Значи тоа свртување кое што го правите е под прав агол. Значи овој дел овде ни го представува правиот агол.
Ако наставникот или наставничката на часот по физичко и здравствено образование ви кажат да се свртите под прав агол, вие сега ќе знаете како тоа да го направите. Овде на сликата има 4 различни видови на агли. Вие ќе треба да го препознаете правиот агол и да заокружите буквата пред него. Да, правиот агол е представен под буквата А. На овој слайд имаме една задача која што вели формите кои имаат изброј на темиња и агли со помош на влечење пренеси ги од десната страна на табелата. Вие може оваа задача да си ја прецртате во вашите тетрадки и да ја решите. Значи, од овие форми кои што се од левата страна на табелата, треба да забележите кои од тие форми имаат изброј на темиња и изброј на агли. И да ги прецртате, односно пренесете од десната страна на табелата. Јас ќе ве почекам да го направите тоа, а потоа ќе видиме дали точно сте ја решиле задачата. Ова е точното решение на задачата. Ако вака сте ја решиле задачата, вие успешно сте ја решиле задачата. Тоа значи дека внимателно сте слушале за се она што сме го зборувале досега во текот на овој час. Сите овие 2D форми имаат изброј на темиња, односно сите имаат 4 темиња и имаат ист број на агли. Формите кои што се од левата страна немаат изброј на темиња и немаат ист број на агли. Одиме понатаму. Ова е задача со Керолов диаграм, во која што се дадени 2D форми обележани со соодветна буква и го имате Кероловиот диаграм кој има некој услов. Да речеме, формите да имаат 4 и повеќе темиња, да немаат 4 темиња, да имаат прави агли и да немаат прави агли. Во зависност од тоа што ќе го имаат 2D формите, ќе ги сместиме во соодветното поле во Кероловиот диаграм. Ајде да видиме. Јас ќе ви помогнам за неколку 2D форми, а потоа вие самостојно ќе ја решите задачата. Формата под буквата А. Колку темиња има? 3 темиња, така е. 3 агли има и 3 страни. Каде ќе ја сместиме во Кероловиот диаграм? Има 4 и повеќе темиња? Не. Значи нема 4 темиња. Значи ќе биде во овој дел од колоната. Но каде? Што треба дополнително да видиме? Дали има прави агли или нема прави агли? Овој триаголник овде нема прави агли. Тоа значи дека ќе го сместиме во овој дел од Кероловиот диаграм. 2D формата под буквата Б. Има 4 темиња, 4 страни и 4 агли. Значи, има 4 темиња. Дали има прави агли? Не, нема прави агли. Тоа значи дека оваа 2D форма ќе ја сместиме во овој дел од Кероловиот диаграм. Одиме понатаму. 2D формата под буквата В. Има 4 темиња? Не, нема 4 темиња, но има повеќе од 4 темиња. 1, 2, 3, 4, 5. Дали има прави агли? Да, има прави агли. Еве ги. 1, 2 прави агли. Тоа значи дека оваа 2D форма има 4 и повеќе темиња и има прави агли. Затоа припаѓа во овој дел од Кероловиот диаграм.
Понатаму ќе ве оставам сами да размислите. Може да провериме дали точно сте решиле. 2D формата под буквата Г има 4 темиња и има прави агли. Д. Кругот нема темиња, нема прави агли. Ѓ. Овој триаголник има прав агол, но нема 4 темиња. Е. Звездата нема 4 темиња и нема прави агли. 2D формата под буквата Ж нема 4 темиња. Има повеќе темиња, но има прави агли. Ако вака сте ја решиле задачата, тогаш успешно сте ја решиле оваа задача. За крај на часот ви подготвив едни гатанки кои што ги најдов на интернет и гласат вака. 4 исти страни имам, 4 исти агли имам. Јас сум и на коцката помал брат, јасно ви е сега, јас сум... Погодувате? Квадрат, така е. Како сонце што го грее целиот свет, како тркало на тротинет, како копче на кецалка со струк, се сети, нели? Јас сум круг. 4 страни, 2 по 2 исти, со линии прави чисти и 4 агли исти. Црташ врата, прозор, куќа со убав лик, јас сум деца, правоаголник. Така е. 3 агли, поврзани меѓу себе, како едро што се вее. Имам јас препознатлив лик и се викам... Погодувате? Триаголник. За домашна работа ве охрабрувам да напишете гатанки и за останатите 2D форми. Се надевам дека часот ви беше интересен, ви посакувам секое добро и довидување до следното видување.